Добар ден! Започнуваат пладневните вести на Канал Плюс. На почеток дел од содржините. Проектот Бабени игри на глобалниот форум на Microsoft, што се одржа во Вашингтон, го освои второто место во конкуренција на 115 проекти од 70 земји. На 6 мај во Кочани со полн капацитет ќе започне да работи холандската компанија Антура. Вечер во драмското студио Гаврилов од Штип ќе настапи пред виничката публика. Лет од местото е најновиот проект на ова студио. Во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев се одржа работилница на тема Бабини игри во образовниот процес. Станува збор за проект кој овозможува учење преку игри кои се комбинација од традиционалните македонски игри и модерните технолошки алатки. Во мултимедијалниот центар на УГД се одржа работилница на тема примената на бабини игри во образовниот процес, чиј автор е Марина Василева. Со програмата на проектот се овозможува учење преку игри кои се комбинација од традиционалните македонски игри и модерните технолошки алатки. Целта на авторката за реализација на ваквиот проект е да се зачува традицијата на друштвените игри. Треба да се оживеат заборавените детски игри, кои се на некој начин наша култура, традиција, нели, која што си ја практикуваме, а за жал во последно време се заборава. Детскиот жагор се помалку го има по улиците, маалата и така натаму. Значи ги оживуваме игрите, ги реализираме наставните цели кои што можат да се реализираат благодарение на овие игри, од најмала до најголема возраст, каде што може да се вклучат и студенти кои што можат да програмираат со најновата технологија физичко движење во игрите. Значи, дигитализација на културно наследство би било нешто што е најсоодветно и најблиско на овој проект. Има многу луѓе кои што беа дел од овој проект. Од цела Македонија имавме училишта кои што учествуваа. Беа учесници од Швајцарија, имавме од Хрватска, од Црна Гора, од Бугарија и така натаму. Работилницата имаше едукативен карактер и беше наменета на млади ученици како и на студенти од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Мислам дека ќе биде начин да се пренесе на наставниците едноставноста за користење на овие игри во училница, во училишен двор, а дополнително компјутерите да бидат алатка со која што ќе учат. На глобалниот форум на Microsoft кој се одржа во Вашингтон, токму проектот Бабини игри го освои второто место во конкуренција на 115 проекти од 70 земји. Агенцијата за храна и ветеринарство имаше отворен ден за граѓаните на општините Пехчево, Виница и Македонска Каменица. Директорот на агенцијата Зоран Поповски појасни дел од проектите и активностите на агенцијата. Денеска слушаме некои проблеми за прв пат, кои во другите региони сточарите ги немаат. Истите проблеми треба да се проверат, да се видат дали реално ги имаат тие проблеми, во кој обем се проблемите, сепак за превентивата. Не би сакал исто така да давам нешто пред време, бидејќи знам дека сегде и секаде навремено се применува. Исто така во однос на квалитетот научните маркици треба да се провери. Сепак од една изјава од одредени сточари, одгледувачи, ќе треба да се провери нормално, да се види, бидејќи во другите градови до сега не слушнавме за вакви слични проблеми и нормално доколку истите се основани, ќе како агенција ќе ги преземеме соодветните мерки да видиме доколку стварно се касни со превентивата, зашто е тоа така, но еве до сега во нието еден регион немавме такви реакции. На 6 мај во полн капацитет ќе започне да работи холандската компанија Антура. Антура е фабрика за производство на семенски материјал и растенија. Во Антура веќе се одгледуваат првите растенија, а вработени се 100 луѓе. Владината делегација предводена од премиерот Никола Груевски вчера на Бизнис форум во Хаг, Холандија, ги презентира можностите за инвестирање и поволностите што ги нуди земјава за водење бизнис.
Премиерот оствари средба и со холандскиот инвеститор на Антура во Кочани Иван дер Кнап, кој најави официјално отварање на 6 мај. Фабриката е наменета за производство на семенски материјали и растенија, а веќе е во работна функција од крајот на минатата година со околу 100 вработени. Директорот на Антура на вчерашната средба изјави дека е задоволен од поддршката која ја добиваат и можноста за проширување на бизнисот во Македонија. Доделени сертификатите за такси превозниците во општина Пехчево. Со тоа, градоначалникот на Пехчево очекува да се стави крај на нелегалниот такси превоз. Со сертифицирање на таксистите во Пехчево се заокружува процесот во сите општини на истокот. Градоначалникот на општина Пехчево ги додели сертификатите на автотакси возачите од Пехчево во салата за состаноци на општина Пехчево. Градоначалникот Игор Поповски свечено ги додели сертификатите за успешно положен испит за автотакси возач на 7 пријавени таксисти. Па денеска општина Пехчево, јас како градоначалник доделив 7 сертификати за автотакси превозници. Тоа се легитимни, легални такси возачи кои што си исполнија законската обврска пред некој ден и еве денеска им ги доделивме сертификатите. Со самото полагање на сертификатот имаат осознаено многу повеќе од новите законитости во делот на сообраќајот и новите правила, а исто така тоа е една можност повеќе инспекторите да имаат евиденција на тоа кои од таксистите се легални, а кои се диви таксисти. Со тоа малку да ставиме крај на дивите таксисти. Со ова и општина Пехчево, како и останатите општини од источниот регион, се здоби со лиценцирани автотакси превозници за извршување на овој тип на дејност. По повод Денот на пролетта, културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот за прв пат организира меѓународен фолклорен фестивал насловен Четрсе. Во организацијата на фестивалот активно се вклучени локалната самоуправа и Средното музичко училиште Сергеј Михајлов. Во рамки на празничната програма, утре децата од градинката Вера Циривири Трена ќе имаат ликовна работилница на тема "Цртам и сликам, природата ја чувам". Општина Штип се подготвува за прославување на Денот на пролетта 22 март. Традиционалниот начин на кој во Штип се одбележува Четрсе е на листата на нематеријално богатство на УНЕСКО. По повод овој ден, културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот одлучи да го збогати културниот живот со уште една манифестација. Станува збор за иницијатива на едно културно-уметничко друштво од Штип, конкретно код Ристо Донев, Учителот, и ние како општина ја прифативме со оглед на тоа што се вклопува во програмата за одбележување на празникот на пролетта, односно Четрсе, имајќи во предвид дека една од обврските кои што ги преземавме при влегувањето на овој празник како нематеријално богатство на Штип и на Македонија во УНЕСКО беше и секоја година да се подновува програмата со некој нов настан. Штип е познат како град на културата, град на музиката. Овде се одржува реномираниот музички фестивал Макфест. Богатата програма на Штипско културно лето е општо прифатена како од штипјани, така и од жителите на околните градови. Меѓународниот фолклорен фестивал представува само уште еден сегмент кој ќе донесе свежина во Штип. Овој пат имаме гости од Тузлак, од конкретно културно-уметничко друштво Живинице од Босна и Херцеговина. Се надевам дека идеме добри домаќини и воедно како општина упатуваме покана до сите штипени да покажат интерес, масовност, да присуствуваат на концертот кој што е закажан за сабота во 18:30 часот. Од културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот најавуваат богата програма за концертот во сабота. На фестивалот нашето друштво ќе се представи со традиционалните игри од ансамбл Македонија Овче поле и Копачка и кореографиите преспански игри, повардарија и малешевка од репертоарот на ансамбл Танец. Гостите ни се од Тузла, Живинице, културно-уметничко друштво Живинице. И гости имаме од Средното училиште од Штип, од одсекот за традиционална музика. Од останатите предвидени настани ги издвојуваме свеченото отворање на реконструираниот дом на млади Штип и конкурсот на тема "Фотографијата говори за мојот Штип", чија изложба ќе се одржи во понеделник во Националната установа библиотека Гоце Делчев Штип.
Традиционално, општина Пробишти почетокот на пролетта го слави со манифестацијата Зелникот на баба. Со познатиот Лесновски зелник, утре пробиштипјани ќе ги пречекаат гостите и учесниците кои доаѓаат од цела држава. Освен вкусна храна, утрешниот настан во Пробиштип е пропратен со богата културно-уметничка програма, а собраните средства имаат хуманитарна намена. Вечерва во 20 часот во Домот на културата во Виница ќе биде одиграна театарската представа Лет од место, работена по драмскиот текст Лет во место на Горан Стефановски, а во режија на Симеон Гаврилов. Представата говори за стремежот кон слободата, за самопознавањето и напорите за ослободување од навиките. Изведбата е на драмското студио Гаврилов од Штип. Овде е крајот на пладневните вести на Канал Плюс. Имајте убав ден. Со нови информации се гледаме во 16:30.